Денеска православната црква ги празнува светите маченици Трофим и Теофил и светиот свештеномаченик Аполинари. Светите маченици Трофим и Теофил и уште 13 со нив пострадале во Ликија во времето на царот Диоклецијан, бидејќи никако не сакале да се одречат од Христа, ниту да им принесат жртва на идолите, биле ставени на разни маки, ги толчеле со камења, ги стружеле со остро железо, им ги прекршиле колената и најпосле така измачени и повеќе мртви отколку живи ги фрлиле во оган. Силата Божја ги сочувала неповредени во огнот. Тогаш ги извеле и со меч ги обезглавиле. Но Господ ги прославил и на земјата и во царството свое небесно. Чесно пострадале во Ликија во 308 година. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, Светиот свештеномаченик Аполинари, ученик на апостол Петар, родум од градот Антиохија.
Светиот Петар го зел со себе од Антиохија во Рим и таму го ракоположил за епископ на градот Равена. Доаѓајќи во Равена, Аполинари влегол во домот на некој си војник Иринеј, на кого му го излекувал синот од слепило и преку тоа го обратил целиот негов дом во верата Христова. Исто така ја исцелил од некоја тешка болест и жената на военоначалникот во Равена, та и целиот негов дом го крстил. По желба на военоначалникот, Аполинари останал во неговиот дом да живее. Тука направил и една домашна црква. И во тој дом престојувал 12 години, проповедајќи го Евангелието и крштевајќи ги неверните. Од незнабожечките старешини бил жестоко мачен во неколку наврати, но се силната десница Божја го поддржала и го спасила. Најпосле бил осуден на прогонство во Илирик, но лагјата на која патувал се искршила од бурата и потонала и од сите патници се спасил само светиот Аполинари со 2 војници и 2 своји клирици. Така чудесно спасени, војниците поверувале во Богот на Аполинари и се крстиле. Тогаш Аполинари пошол да го проповеда Евангелието по целиот Балкан, спуштајќи се до Дунав. Потоа се упатил во Тракија, каде исто така под притисок го проповедал Евангелието Господово. По 3 години работа на Балканот бил протеран назад во Италија. Тој дошол во Равена, каде што сите верни необично му се израдувале. Слушнувајќи за ова, незнабожечките старешини му пишале на царот Веспазијан за Аполинари како за маѓесник и го прашале дали да го предадат на смрт како непријател на нивните богови. На тоа царот одговорил дека не треба да го убиваат, туку само да бараат да им принесе жртва на боговите или од градот да се изгони. Оти вели: не приликува да се одмаздуваме на никого за боговите, бидејќи тие самите можат да се одмаздуваат на своите непријатели ако се разгневат. Но и покрај оваа царска наредба, незнабожците удриле на Аполинарија и со ножеви го избодиле. Од тешките рани овој слуга Божји издивнал и се преселил во Царството Божјо. Моштите од Аполинарија почиваат во Равена, во црквата со неговото име. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно